Со интонирање на химната на Република Албанија беше одбележан почетокот на новата академска година на Државниот универзитет во Тетово. Иако оваа високообразовна институција е под капата на Министерството за образование и во неа учат не само албанци, туку и студенти македонци од други националности, заменик министерот за образование Сафет Незири не гледа никаков проблем. Рече дека не е првпат на вакви настани да се интонира албанската химна и тоа не било со провокативна намера, а настанот не треба да се проблематизира. Видите, јас не би рекол, не би требало, мислам да се проблематизира како химна како таква. Заради тоа што јас сум кажал и во друга прилика дека химната не се работи за химна на некоја држава. Тоа е национална химна, химната на знамето на албанците, кое што знаме е легитимирано и е озаконето во Република Македонија како знаме. Значи тоа е химна каде што не дека сакаме на некого да провоцираме со химната на албанците, ниту сакаме да омаловажуваме некого, заради тоа што наставата овдека се одвива на албански јазик и тоа било само еден вид на процес каде што не е првпат, значи со што се интонира химната, значи и порано се било интонирани химни во разни, значи пригоди и настани во оваа насока. И јас не би ја проблематизирал како таква и не е во насока, верувајте, не е во насока да се провоцира некој од некого, затоа што дека беше првпат од еднашка да се интонира некоја химна, односно химната на албанците, односно химната на знамето на албанците, тоа е било поинаку. Така меѓу кои и македонци, турци, има катедра на македонски наставен јазик. Не се чувствуваат омаловажени тие што... Па не би рекол дека е мислам, не верувам дека била тенденцијата во таа насока да се омаловажи некој или да некој да се стави во поодредена ситуација. Албанската химна се интонираше и кога беше пуштено во употреба новото основно училиште во Тетовско Джепчиште пред 2 недели. Тогаш за оправдување Незири рече дека се работело за училиште и средина со целосно албанско население и затоа се интонирала албанската химна.